Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет влегува во завршна фаза во која се сумираат резултатите и првичните ефекти на терен. Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка од Виница, предводено од Олга Стоименова, координатор на проектот, во изминатиот период спроведе сеопфатни активности и воспостави широка комуникација со земјоделците од регионот со цел продолжените и усвоените мерки да допрат до целните групи. При тоа се водеше сметка за максимална медиумска покриеност на проектот во сите негови фази, за истиот да стигне до што поголем број на директно и индиректно засегнати. Пресек на реализираното и спроведените активности на терен и осврт на предложените и имплементираните мерки прави Валентин Захариев, дипломиран инженер-агроном, раководител на Агенцијата за подршка на земјоделството и руралниот развој. Низ разговор што деновиве го реализиравме со него, како медиум вклучен во проектот. Преостануваат уште 2-3 месеци до завршување на проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет. Да ни кажете какви се досегашните искуства и што е тоа што преостанува до негово целосно заокружување? Така да, овој проект Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет е како втор дел, продолжение на првиот проект кој беше пред неколку години. Сушност, она што ние го работиме во овој проект е главната цел, главната поента е подигнување на свеста кај нашите земјоделци за добро справување, одржливо управување со пожетвените остатоци. Значи, знаеме дека кај нас најзастапена култура е оризот, и со завршување на жетвата, која што веќе ни доаѓа, нели, за уште отприлика помалку од месец дена ќе треба да започне жетвата, и после тоа земјоделците имаат проблем со справувањето со жетвените остатоци, тоест сламата од оризот. Значи, целта на овој проект беше да најдеме решение, да дојдеме до некои одржливи решенија кои што ќе можат да помогнат на земјоделците да на некој начин успееме да се справиме со тие пожетвени остатоци за да се избегне појавата на палење кое што придонесува за многу голема штета во природата. Значи, до сега овој проект во изминат период што имавме разни активности, беа одржани 30 трибини во 20 села во нашиот регион, значи почнувајќи од општина Кочани, општина Чешиново, Блешево и општина Зрновци, во кои што беа повторно одржани уште 10 села изберени од тие 20 со повторени трибини, така што беа изберени оние фокус села кај што најмногу е застапен оризот. Значи, освен тоа, освен овие 30 трибини, беа одржани и 2 трибини во општинските сали, во општина Кочани и во општина Чешиново Блешево, каде што беа присутни и релевантните институции кои што се засегнати и повикани да го решаваат овој проблем, на кои што беа присутни градоначалниците, кои што дадоа и своји видувања, своји идеи. И исто така, како резултат на сите овие трибини, на сите овие соберени сугестии и препораки и од земјоделците и од институциите, беше одржана една работна средба, една работилница во хотел Амор, каде што од сите присутни на таа работилница имаше и представници од Министерството за земјоделство од Скопје, и беа споделени и дадени многу идеи, многу препораки како да се дојде до решение на овој проблем, при што произлегува некаде околу 18 препораки и можеме да ги презентираме препораките. Како прва важна и многу добра идеја беше дадено да во секоја општина од Брегалничкиот регион, каде има потенцијал на годишно ниво да се произведат големи количини на пожетвен растителен материјал, да се проектират и да се изградат преработувачки погони
или кажано поедноставно компостари, каде што ќе биде носена таа слама и од тие жетвени остатоци да може да со преработка да се произведат неколку производи, како што е компост, пелети, брикети, некој биогаз и слично. Значи, да кажам дека и оваа идеја беше добро поддржана и од представникот од Министерството за земјоделие од Скопје, така што се чувствуваше една добра поддршка и ако добро се организираме овде, можно е да добиеме добра поддршка за изградба на таквите капацитети. Како втора препорака беше организирање на логистика, значи балирање, товарење, транспорт на сламата, истовар исто така на овие пожетвени остатоци, кога ќе дојде време за отстранување од нивите на земјоделците, за да се избегне тоа запалување, спалување на отворено поле. Како трета препорака беше потенцирано, значи, строгите законски регулативи за палењето, дека ќе се заострат во некој поглед, значи би требало да се почитуваат повеќе, да се применуваат овие законски регулативи за да се заштити животната средина, здравјето на луѓето и останатите живи организми. Како четврта препорака е да се посвети внимание на примената на соодветната технологија за подготовка и употреба на оризовата слама и другите видови растителни остатоци за добиточна храна, преку збогатување на истите со азот, со цел да се подобри содржината на протеини и да се задоволат барањата за правилна исхрана на животните. Ние ова го спомнувавме и во претходните наши настапи, како може тоа да се изведе, за да сето тоа се донесе на една добро прифатлива храна за говедата. Како пета препорака е да се подигне свеста кај населението на повисоко ниво, особено кај директните земјоделски производители, што всушност ние тоа го и правиме цело време со нашите емисии преку медиумите, така што и ова сега е исто така со таква намена. Како шеста препорака е едукација на земјоделците со позитивни примери за употреба на пожетвените остатоци, собирање, балирање и понатамошно користење во сточарството. Како можам да спомнам во врска со оваа препорака, како еден позитивен пример, имаше пред 5 години изградба на една иста ваква компостара, како што спомнавме на почетокот, во општина Ресен, подпомогната од швајцарската амбасада, така што се покажа како добар и успешен проект. Како седма препорака е заради потребата на соодветна подготовка и брза инкорпорација на растителната биомаса за сидерација во почвата, да се субвенционират набавките на вакви земјоделски машини, земјоделска механизација, која што земјоделците можат да ја користат и да се даде приоритет и акцент на субвенциите за ваква набавка. Тоа би било набавка на земјоделска механизација за косење, сецкање и инкорпорација на растителната маса во почвата. Како осма препорака е модификација и зголемување на вредностите за субвенционирање на производителите од брегалничкиот регион, особено овде да се стави акцент на оризопроизводителите, бидејќи тие се најзасегнати со овој проблем, поттикнување на масовна примена на агроеколошки мерки преку примена на одредени мерки за добра земјоделска пракса, особено на примена на плодоред, различни системи за редуцирана обработка, примена на сидерација и други форми на органско ѓубриво. Како девета препорака е модификација и зголемување на вредностите за субвенционирање на производителите на компост, на лубрикомпост, печурки и агропелети. Како десета препорака е субвенционирање или друг вид на помош, грантови, поволни кредитни линии, опрема предвидена за набавка преку проектни активности и слично од страна на државни или европски фондови за набавка на соодветна специализирана механизација за балирање, транспорт и друга соодветна механизација која што ќе придонесе за доработка и формирање на прикладна структура на почвата преку оваа биомаса да се претвори во органска материја. И 11-та препорака
координирано и организирано прибирање и откуп на балирани пожетвени остатоци слама за потенцијални за земјоделци, нели познати откупувачи со договорени цени и начин на плаќање. Ова се однесува нели на соработката на земјоделците со комуналното јавно предпријатие, бидејќи имаше и таков проект за сламата да ја прибираат и да се користи во пречистителната станица за производство на компост. Ово останува да се дореши, да се најдат добри прикладни решенија како ќе се транспортира оваа слама. Значи и тоа е дадено како една препорака да се изнајдат решенија, да се набават исто така прикладни големи оние ротобалирачки, со што би се решило овој проблем на собирање на сламата. Земјоделците имале своји предлози за решавање на проблемите. Како стои тука работите? Дали имаше конструктивни вака и би рекол предлози кои можат да ги решаваат ваквите проблеми? Така е. Значи, ова досега што ги кажавме, овие препораки беа произлезени од институциите кои што се засегнати со овој проблем, но и земјоделците имаа своја активна улога во овие трибини, во овие настапи, кои што и тие дадоа своји предлози, меѓу кои што имаме одделено тука некаде околу 7 нивни предлози, кои што сега ќе ги разгледаме. Значи, прв предлог од земјоделците беше да, доколку треба сами да ги подмират нели трошоците за балирање и транспорт на сламата до пречистителната станица, тогаш значи тие дадоа два предлога: или да се ослободат од плаќање на воден надомест, или да им се плати или компензира за подоцна набавката на компостот. Ова беа предлозите кои што можат да се разгледат, да се доработат и да се најде едно добро решение како тие да дојдат до една добра корист, добар бенефит, а сламата да биде изнесена. Бидејќи ние додека бевме присутни на тие трибини, почувствувавме дека земјоделците навистина сакаат да дадат сламата. Тие немаат никаков проблем сламата да биде дадена и изнесена од нивните ниви. Друг нивен предлог е нели во секоја катастарска општина задолжително да се одреди место, некоја парцела, за дали ќе биде државно земјиште или било какво, каде што земјоделците ќе можат да ја носат сламата и таму да ја одлагаат сламата, да биде како едно одлагалиште за тоа органско ѓубрево и менаџирањето со таа депонија да падне на општината. Ова е нешто слично како со првиот предлог, каде што се предлагаше да се изгради една компостара, така што може и овде да се најде решение. Потоа, друг предлог беше во програмата за рурален развој да се воведе мерка за субвенционирање за набавка на такви машини, каде што спомнавме нели во 10-тиот предлог од претходно, има сличности. Потоа имаше друг предлог задолжително поставување на сецкалки за слама на комбајните при жетвата. Значи, тој предлог дојде од самите земјоделци. Потоа имаше друг предлог од нив субвенционирање на комбајнерите за набавка на сецкалки за таа слама, исто така слично со еден претходен предлог. Потоа земјоделците дадоа предлог да се врши контрола на терен по еднаш дневно или еднаш неделно во сите населени места во придружба со полиција и пожарна, така што да се има поголема контрола на теренот за тоа кој пали, каде пали и како пали. И како последен предлог, кој што произлезе од земјоделците, е да КЈП Водовод од Кочани да набави нели оние ролобалирачки, како што спомнавме, или повеќе оние едноставните обичните балирачки и сами да ја собираат сламата од земјоделските површини. Значи, тоа беа предлозите сублимирани и од институциите и од земјоделците, кои што беа ставени на хартија, беа дадени на анализа до соодветните институции и понатаму треба да видиме какво решение ќе се донесе и како ќе се настапи за решавање на овој горлив проблем. Со оглед на фактот дека рокот за реализација на самиот проект или за спроведување на проектот е до ноември, како е со роковите, какви се тука состојбите? Да. Па, иако овој проект ќе заврши во ноември,
оние предлози и препораки кои што ќе бидат прифатени, понатаму ќе бидат доработени и ако сето тоа биде прифатено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и понатаму ќе продолжи таа одредена препорака која што ќе биде најдобра и најквалитетна, да продолжи со изработка, со доработка и да се дојде до тоа конечно решение. Еве, например, ако се прифати да се изгради компостарата, тогаш ќе биде тоа многу добра работа и понатаму, во зависност колку време ќе биде потребно за изградба, ќе продолжи натаму сето тоа да се реализира. Една генерална оценка, после толку години на форсирање на овој проект кој е многу значен за Кочанската котлина, посебно во делот на лизопризорство и заштитата на животната средина, какво е вашето мислење, колку се до тоа допре, колку се поставени тие конекции помеѓу земјоделците и оние кои го спроведуваат самиот проект, па и стручните лица? Да. Јас мислам дека има добра соработка, има добра конекција и мислам дека и кај голем број од земјоделците свеста е доста подигната. Свесни се и самите тие дека ова не е добра појава, дека е штетна појава, но тука имаме проблем што навистина имаат проблем со структурата на почвата, со структурата на сламата од ориз, бидејќи таа тешко се распаѓа. Така што треба да се стави акцент на изноѓање на решение како таа вода која останува на почвата долго време да биде исцедена, како да се подобри структурата, оној водно-воздушен режим на почвата, а може да се подобри токму со овие препораки со заорување на таа органска материја која ќе влезе внатре и со самото тоа веќе се подобрува структурата на почвата, но сепак е потешко распаѓањето на таа слама и тука треба да се бара решение како да дојдеме до подобрување на почвата, да ја избегнеме палењето на таа органска материја. Сигурно за да се мотивираат земјоделците ќе биде потребно да се избегне да се изложуваат на трошоци. Нив веројатно тоа многу им пречи, особено во овие последни години кога и прометот и цените на оризот не одат баш најдобро на пазарот. Така е. Целата работа е во тоа да не се зголеми трошокот на производство, а сепак да дојдеме до едно решение, бидејќи како што кажавте вие, ги гледаме цените какви се на оризот, па уште овој трошок на земјоделците навистина не би било добро, затоа се бара решение како да се помогне и на соодветните институции кои што треба да помогнат преку тие субвенции, преку владини програми, преку грантови некои од Европската унија. Единствено така можеме да дојдеме до некое добро решение. И бидејќи се работи за, би рекол, жива материја, овој проблем и понатаму ќе ги притиска жителите во ова подрачје, во овој регион. Дали се размислува веќе за нови проекти, за нови начини како да се дојде до поквалитетни решенија од она што да решиме од ова ниво кое досега е постигнато? Да, секако нема овде да застанеме, значи иако овој проект ќе заврши, значи ќе се размислува за нов проект. Еве сега слушам дека во тек, всушност тоа е од порано во тек, сега повторно се обнови проектот за консолидација на земјоделското земјиште и тоа е едно добро решение да се окрупнат површините, при што ќе се намалат трошоците на земјоделците за орање, за прихранување на почвата, така што и тоа би било добар проект, добра работа во која што може да се реагира, да се вложи нешто за да земјоделците ги намалат своите трошоци при обработка и при производство на културите. Така, и само за крај едно практично искуство. Деновиве забележавме балирана слама на дел од ожнеани површини во Кочанско од една позната фирма и тоа остава добар впечаток. Доколку во иднина гледаме по целото Кочанско поле, таму каде што има оризови површини кои се ожнеани, вакви балирани, вакви бали да ги речеме, тогаш навистина ќе се постигне оној ефект за поради кој и самиот проект е иницииран и реализиран. Така е. Значи зборуваме нели за оние роло балирачки кои што имат огромен капацитет, кои што можат да заменат можеби десетина од овие малите обични балирачки и тоа е добра слика и јас исто така ја забележав. Значи навистина е добро да веќе почнеме да се ангажираме околу тоа, бидејќи тоа е една убава органска здрава материја која што ни оди залудно со палењето, а е многу корисна да влезе во почвата
и да ја искористиме, тоест земјоделецот да ја искористи во понатамошното производство. Значи, такви роло-балирачки, нели, велиме на запад, секогаш во Европската унија ги има многу одамна и се многу ефикасни, што на вистина треба и кај нас се повеќе и повеќе да се применуваат. Во текот на реализацијата на проектот, работна група ја прегледа законската рамка и нејзината примена и направи анализа на постоечките политики и разгледување на можност за креирање на нови политики со предлог мерки за одржливо управување со жетвените остатоци, како и контролата на имплементацијата на ДЗП на терен. А за систематичноста на проектот зборува ангажирањето на сите релевантни регионални единици, на институциите во локалниот регион, како што се Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Центарот за развој на источниот плански регион, НЦП, представници на Сдруженија на оризо производители, Земјоделски институт, општините Чешиново, Облешево и Кочани. Проектот се сведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија. Проект на Швајцарската агенција за развој и соработка кој е координиран од Фармахем. Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет има за цел да помогне во зачувувањето на животната средина, природата, биодиверзитетот и структурата на почвата во Брегалничкиот регион, каде што се одгледуваат житни култури. Главните активности на проектот се насочени кон намалување или целосно престанување на палењето на жетвените остатоци од житните култури преку примена на добра земјоделска пракса. Како завршува жетвата, така земјоделците вообичаено почнуваат со палење на жетвените остатоци пред орањето. Но при палењето на страништата, почвата се деградира и се губи плодноста, хумусот и органскиот дел, поради што приносите се намалени за најмалку 30%. Факт е што со палењето на жетвените остатоци се губи азотот, тоа е еден есенцијален, неопходен хранлив елемент. Со палењето на жетвените остатоци се уништуваат и микроорганизмите, кои имаат многу значајна функција да ги направат хранливите елементи достапни за растенијата. Се уништуваат сите корисни микроорганизми кои што живеат на тие 5 сантими површина на почвата. Спалувањето жетвени остатоци негативно влијае на живиот свет и биодиверзитетот, а животната средина се загадува со PM10 честички. Палењето страништа е опасно по човечките животи и имоти и е казниво. Неретко се дешава да фане некој објект, некоја викендица. Имавме случаи кога и од палење на страниште се запали човек. Алтернативни решенија за жетвените остатоци има. Сламата може да се заора, да се избалира или да се третира со уреа, па да оди за сточна храна. Од сламата се прават и брикети за грејење, но најзначајното решение за да не се палат страништата е пречистителната станица во Кочани, која од сламата ќе прави компост кој потоа може да се користи како ѓубриво.